Министерството за внатрешни работи утринова отпочна со реализација на финалната фаза од оперативната обработка Келија, по која постапувавме подолг период наназад. Врз основа на наредба од Основно јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, Министерството во периодот од септември 2014 до јули 2015 година работеше на прибирање на материјални докази за македонски државјани кои активно учествувале во организирање и подготвување на лица за учество во паравојни формации надвор од територијата на Република Македонија. За истите се собираат докази и заради обезбедување и собирање финансиски и материјални средства за лицата кои учествуваа во паравојните формации, но и врабување и поттикнување лица да се приклучат кон паравојните формации преку социјалните мрежи или друг вид на комуникација. Исто така беа собирани докази и за откривање лица кои учествуваат во паравојни формации надвор од територијата на Република Македонија или пак остварувале обид за тоа. Врз основа на повеќе месечната истрага и обезбедени материјални докази, заради превземање на координирани мерки и активности и дополнително обезбедување на материјални докази и кривично правно санкционирање на инволвираните лица, врз основа на претходно изготвен план за реализација, утринава во 03:30 часот отпочна антитерористичка акција на терен. По добиените наредби од судија на претходна постапка извршени се вкупно 28 претреси, од кои 21 претрес на дом и други простори во Скопје, 4 во Гостивар и по 1 во Тетово, Куманово и Струга, кај вкупно 24 физички лица и 4 објекти. Меѓу 4 објекти беа опфатени Фастнет, тоа е интернет кафе во Скопје, придружните објекти на Тутунсус џамија, како и просториите на невладините организации Искра на милоста и Исламска младина Сарај. За време на акцијата 9 лица се обезбедени, а по уште 27 лица кои се опфатени со истрагата се трага. Според оперативните сознанија со кои располага Министерството, 20 се уште се наоѓаат на боиштата главна во Сирија. При преземените мерки и активности во однос на извршените претреси, со потврда за одземени предмети, одземени се 38 десктоп компјутери, 18 лаптоп компјутери, 18 таблети, 119 мобилни телефони, 77 сим картички, 65 држачи за сим картички, 6 хард дискови, 45 USB, 35 мемориски картички, 1 пиштол гасен, тактички елек со опасачи и фотрола, парични средства 2870 евра и 900 долари, 3 патни исправи, 114 ЦДА, потврди за прилив на пари преку Western Union, 2 боксирачи, 3 камери, 3 фотоапарати и 2 диктафони. Одземените предмети ќе бидат предадени на одделот за криминалистичка техника за нивна натомошна обработка и вештачење заради пронаоѓање на дополнителни докази поврзани со стореното кривично дело. По завршување на вештачењето ќе биде поднесен и соодветен извештај до Основно јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција. Според досега обезбедените докази до Основно јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, поднесена е кривична пријава против 35 лица од Скопје, Гостивар, Тетово, Куманово и Струга на возраст од 19 до 49 години за сторени кривични дела, учество во странска војска, полиција, паравојни и параполициски формации, предвидено и казнено по член 322а од Кривичниот закон на Република Македонија. Министерството за внатрешни работи во координација со надлежниот јавен обвинител ќе продолжи да презема мерки и активности со цел откривање на други инволвирани лица заради целосно расветлување на случајот поврзан со овие лица кои сега се опфатени. Процесот на регрутација е различен. Различен и тоа е долготраен процес со кој се опфаќаат потенцијални лица за кои се има проценки дека ќе влезат во, односно ќе бидат поминати низ тој процес, така да тоа е еден од сегментите кој е многу важен во нашата стратегија за борба против тероризам, во делот на столбот за превенција, заштита, односно делување на факторите кои предизвикуваат, односно кои возможуваат регрутација, односно радикализација. Регрутирани се за учество на боиштата во Сирија и во други кризни подрачја. Не конкретно за која терористичка група, но со сигурност се дел од терористички структури. Од досегашните информации, од досегашните докази кои ние ги имаме обезбедено, сигурно е дека има
соодветна поврзност, бидејќи имавме еден темелен и сеопфатен пристап во истражувањето на овие проблеми, особено по измените на кривичното законодавство. Имаме докази дека биле поврзани. Според нашите информации, околу 16 лица од Република Македонија се загинати на боиштата, околу 130 вкупно учествувале или учествуваат, еден дел се уште учествуваат во боиштата, така да моите очекувања, односно нашите очекувања се дека со спроведување на ефективна истрага и анализа на овие докази кои денес се обезбедени ќе бидат сигурно потврдени и тие врски што претходно се утврдени врз основа на оперативни информации или на други странични докази.